Како резултат на долгогодишната соработка на унгарската амбасада со општина Кочани и со оглед на фактот дека Кочани е прв град од Македонија кој почна да соработува со унгарскиот град Сињенцен Миклош, амбасадата на Унгарија со поддршка на владата на Унгарија ќе стипендираат 5 млади лица од ромска националност од Кочани за посетување обуки во делот на науката. Со поддршка на владата на Унгарија, ние ќе возможиме на 5 или 6 млади лица од Кочани од ромска националност да се едуцираат во Унгарија и ќе ги стипендираме за посетување на обуките. Општина Кочани се грижи за ромите за вклучување во редовната настава во училиштата и детските градинки, задолжителното средно и стипендирање во високото образование, така што стипендирањето на млади роми во Унгарија е добредојдено. Ние со неговата екселенција, со амбасадорот, сме пријатели и разговаравме на многу теми. Една од темите е таа да стипендираме наши млади роми во Република Унгарија. Еве, ова заедничка наша желба се исполни и ние сигурно како општина Кочани ќе имаме еден или двајца стипендијанти кои што ќе бидат на обучување во Унгарија во нивните центри каде што ќе изучуваат некои науки, некои вештини и така натаму. Министерот без ресор Неждет Мустафа повика на продолжување на декадата на ромите и рече дека Македонија подава рака за ромскиот народ и со конкретни акции се решаваат интегративните процеси. Ги повикувам сите заедно да го продолжиме патот на декадата, кој што не била као магично штапче, но се докаже дека со декадата постигнавме исклучителни добри резултати. Со огромна надеж дека декадата од следните години ќе носи и поголем буџет и ќе направиме многу посилни крупни чекори во решавањето на нивните деценински проблеми. Градоначалникот Димитровски додаде дека заедничката соработка во делот на социјалните програми за ромите и подобрување на инфраструктурата во ромското мало ќе продолжи и понатаму.